Вести на Слободна ТВ. Во Брисел денеска официјално започнува скринингот за усогласеноста на македонското законодавство со тоа на Европската Унија. Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич изјави дека скринингот практично е фаза на дијагноза до каде сме и што треба да правиме. Неопходно е фокусот да се стави на градење на консензусот за продолжување на европските интеграции, градење на консензусот за уставните измени и на кој начин може и опозицијата да се вгради во процесот за преговори и процесот на евроинтеграција, изјави Маричич, кој очекува дека скринингот ќе заврши до ноември 2023 година. Иницијативата за распишување на референдум има прилично правни аномалии и недостатоци што ја прават недоволно добра од правен аспект за постигнување една замислена или потенцијална цел, изјави министерот за правда Никола Тупанчевски. Тој смета дека пред иницијативата да биде поднесена требало да се земат во предвид одредбите од Уставот, Законот за референдум и Собранискиот деловник. Во член 118 од Уставот експлицитно е уредена материја во однос на меѓународните односи и во тој контекст на меѓународните договори. Тие, како што стои во овој член, представуваат составен дел од внатрешниот правен поредок на државата и не можат да бидат менувани со закон, рече Тупанчевски. Според него особено важна е и регулативата во Законот за референдум, кој предвидува дека референдум би можел да биде распишан пред потпишување, односно ратификација на меѓународен договор. Во средата, председател на Собранието Талат Џаферија одби иницијативата за распишување референдум поднесена од ВМРО ДПМН со образложение дека е неуставна, односно дека член 118 од Уставот предвидува дека меѓународните договори не можат да бидат менувани со закон. ВМРО ДПМН на 9 септември ја достави иницијативата до Собранието за одржување референдум за поништување на договорот со Бугарија. Реформски ја унапредуваме јавната администрација за подобри услуги на граѓаните и компаниите, изјави премиерот Димитар Ковачевски на Министерската конференција за Западен Балкан за реформи во јавната администрација која се одржува во Скопје. На настанот организиран со цел да и се прикажат и промовираат добрите практики за трансформација на јавната администрација, како и спроведувањето на реформите клучни за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните, присуствуваа и ресорните министри од земјите на Западен Балкан, представници на Европската комисија, донаторската заедница, регионалните и меѓународни организации, граѓански организации, експерти и високи јавни службеници, информираат од владината прес-служба. Ковачевски на конференцијата ја потенцирал нивната огромна поддршка во процесот на унапредување на состојбите во администрацијата, помагајќи со конкретни проекти преку компаративни искуства и успешни примери од други земји во делот на реформите, дигитализацијата на услугите и доброто владење. Нездравиот начин на живот и конзумирањето на тутун се главни ризик фактори за смртност во земјава, се наведува во новиот извештај на Светската здравствена организација за Македонија. Нездравиот начин на живот е двигател на смртност, а високиот процент на пушачи, лица со висок шеќер во крвта и зголемена потрошувачка на шеќер, сол и масти, се проценува дека сочинуваат речиси 3/4 од смртните случаи до 2019 година, се наведува во новиот извештај. Во делот подобрување на здравјето на населението, во извештајот на СЗО се посочува дека очекуваниот животен век во Македонија се зголемува, но со 75,5 години останува под европскиот просек. Српското собрание го прифати извештајот за Косово, а председателот Вучич порача дека предстои голема криза. Извештајот за преговарачкиот процес со привремените институции на самоуправата во Приштина е напишан на 50 страници, а за него гласаа 148 пратеници, додека 57 беа против, јавуваат медиумите во Белград. Српскиот председател Александар Вучич во завршниот говор на воредната седница на собранието изјави дека следните 6 месеци до 31 март ќе бидат најтешките за Европа по Втората светска војна и дека и Србија очекуваат тешки недели. Тој рече дека работите драматично се комплицираат, дека европската економија ќе падне, што драматично ќе се одрази и врз српската економија. Вучич повтори дека Србија на ниту еден начин нема да го признае Косово. Рейтингот на американскиот председател Џо Бајден бележи раст, откако во текот на летото достигна најниско ниво, покажуваат резултатите од анкетата на Центарот за истражување на јавните прашања на Associated Press и Националниот центар за истражување на јавното мислење.
Поддршката на Бајден е зголемена на 45%, додека во јули изнесуваше 36%. Растот главно се должи на неговата популарност помеѓу демократите пред среднорочните избори за Конгресот, што ќе се одржат во ноември. Анкетата покажува дека 53% од американците не се задоволни од економската политика на Бајден. Според резултатите, зголемена е поддршката за Бајден кај демократите, всушност 78% од испитаниците изјавиле дека се задоволни од работата на председателот, додека во јули поддршката му ја давале 65%. Ова беше прегледот на најновите вести.